Селекторот на македонската А репрезентација Благој Милевски го објави списокот со повикани фудбалери за контролниот натпревар против Саудиска Арабија кој се игра на стадионот Викторија Жишко во Прага, Чешка на 4 септември, како и за квалификацијскиот меч за светското првенство 2026 против Лихтенштајн кој се игра на 7 септември на националната арена Торпровски во Скопје. Меѓу 26 повикани фудбалери се наоѓаат и двајца дебитанти. Играч од средниот ред на македонскиот шампион Шкендија Решет Рамадани на паѓачот Елмин Растондер од швајцарски Тун. Прв пат добиваат повик за настап на македонската репрезентација. Повикани голмани се Столе Димитриевски, Дејан Елиев, Дамјан Шишковски и Игор Алексовски. Во одбраната се Висар Муслију, Никола Серафимов, Еџен Алиевски, Ѓоко Зајков, Андреј Стојчевски, Дарко Велковски, Стефан Деспотовски, Бојан Илиевски. Во средниот ред ќе бидат Енис Барди, Јани Атанасов, Елиф Елмас, Сисни Калими, Лука Станковски, Тихомир Костадинов и Решат Рамадани. Во нападот се повикани Бојан Милски, Милан Ристовски, Дарко Чурлинов, Александар Трајковски, Лирин Кемили, Димитар Митровски и Елмин Растодер. Што се однесува до списокот, за жал не можеме да сметаме на Арон Елези поради повреда на рамото. Се надевам дека нема да има потреба, како што и последните информации се од хируршки захват, него ќе помине со терапии. Нема да бидат со нас Ашковски, Бојан Димовски и Манев на овој собир, што не значи дека наследниот дај Боже да се стабилизираат во своите клубови и да бидат конкурентни за она што нас не очекува, посебно во октомври. Што се однесува до надпреварите што не очекуваат во овој прозорец како што каже и Златко, контролниот надпревар против Саудиска Арабија, 4 во Прага и 7 Лихтенштајн квалификацијски надпревар. Надпреварот со Саудиска Арабија ќе биде искористен за проверка на потенцијалот што го има Македонија во моментот, а пак мечот со Лихтенштајн само победа ќе биде опција. Првиот надпревар ќе го искористиме за проверка на она што го имаме како потенцијал за оние поготово играчи кои немаат поголема минутажа во националниот тим. Ќе планираме да пробаме некои варијанти и тактички, некои играчи на други позиции, не на тие вообичаено што играат во своите клубови. Видиме дали и колку можеме да имаме флексибилност у тие тактички замисли и индивидуални како тим. А што се однесува до вториот надпревар, мислам дека можеби и најзначаен во овој циклус на квалификацијски надпревари во нашата група. Максимално го респектираме противникот, максимално сериозно се подготвуваме и се надевам дека уште еднашка момците ќе бидат на висина на она што се бара од нив, како и до сега. Македонија во својата група има одиграно 4 надпревари, има 2 победи, 2 ремија за 8 бодови. Велс е втор со 7 бодови со учинок од 2 победи, реми и пораз. Белгија на третата позиција со 4 бодови, не има одиграно само 2 надпревари, има реми со Македонија, 1 победа со Велс. На четвртата позиција Казахстан со 3 бодови, а пак Лихтенштајн едноното во нашата група без освоени бодови.